Добар ден и од мене. Стигнавме до последните 30 на минути од утринската нателма, кои како и обично се резервирани за теми поврзани со здравјето и развојот на децата. Педиатрите препорачуваат: никогаш не е прерано да им читате на децата. Тоа требате да го правите уште кога ќе се родат. Денеска во студиото со нас е Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор, со која што ќе го представиме проектот на USAID со читање до лидерство. Добар ден и добре ми дојдовте. Добар ден, Марија, ти благодарам на поканата. Да започнеме од тоа зошто е важно родителите да им читаат на децата од најрана возраст. Така како што спомена и ти, педиатрите, експертите од областа на ран детски развој, од образованието препорачуваат дека не постои такво време како прерано време за да се започне да се чита со дечињата. Дури некои од нив одат до таму што велат дека може да почнеме да им читаме на децата и додека се во утробата на мајката. Така. Како што треба да слушаат музика, така треба и да слушаат да читаат, за тоа да им стане понатаму нели една навика, дел од нивното секојдневие. Од повеќе аспекти е важно да читаме уште од самото нивно раѓање, па и понатаму како тие растат и се развиваат, како преминуваат на некое ново когнитивно развојно ниво. Постојано треба да ги следиме нивните интереси, да читаме од повеќе причини. Пред се тука е и градењето на емотивната врска помеѓу родителите, останатите членови во семејството и детето, бидејќи поминуваат заедничко време, читање на одредена сликовница, одредена книга. Тука значи емоционалната врска се подобрува, освен тоа ја поттикнуваме нивната имагинација, нивниот говор, го збогатуваме нивниот вокабулар и правиме една основа уште од најмала возраст за градење на добри јазични вештини, кои што понатаму и текако се важни за градењето на понатамошната јазична писменост, која што понатаму дечињата ја користат и за совладување на сите останати предмети, знаења кога ќе тргнат на училиште, а и понатаму во животот. Така, инаку Американската академија на педиатри неодамна упати соопштение до педиатрите да ги советуваат родителите да почнат да им читаат уште додека се бебиња, како што споменавме, и на родителите да им дадат литература за ризиците доколку не го прават тоа. Децата бидејќи се подоцна прозборуваат, имаат пречки во говорот, се случува тоа и кај нас. Вие правите некои истражувања кои што се поврзани со јазичната и математичката писменост. За какви истражувања станува збор? И каде ги спроведувате? Така, во рамки на проектот на USAID со читање до лидерство, чија што главна цел е да се проценат и да се подобрат јазичните, математичките вештини на дечињата од почетните оделенија од формалното образование. Значи во оној циклус од прво до трето оделение, односно децата од 6 до 9 годишна возраст. И тоа се оние години од формалното образование кога дечињата официјално се описменуваат во училиштето со помош на нивните наставници, но понатаму нели се разбира дека треба да ги вежбаат и да ги подобруваат тие вештини во домот со помош на родителите и на останатите членови од семејството. Како што споменавме, во рамки на овој проект ние правиме веќе неколку години наназад, еднаш годишно правиме истражување во училиштата на територија на Република Македонија. Станува збор за официјално истражување, каде што обучени проценувачи со помош на специјално адаптирани, креирани алатки и за мајчин јазик, и за математика, всушност прават диагностика на тоа како нашите ученици на крајот на второто и на крајот на третото оделение ги совладуваат овие почетни јазични математички вештини, како што рековме, кои што се многу важни за понатамошна функционална писменост, односно да ја користат писменоста и за учењето на останатите предмети и за останатите животни вештини. Зошто и како да читаме? Се започува секогаш со сликовници. Има некои совети кои што јас можам да ги прочитам за наменети за деца под 5 години. Читете им на децата книги полни со илустрации, поставувајте прашања поврзани со илустрацијата, гушкајте го детето додека му читате, поврзите содржината со секојдневниот живот, потенцирајте го очигледното, правете имитации со гласовите смешни звуци, поставувајте прашања. Како родителите да одберат соодветна книга за своето дете? Дали таа треба да биде соодветна, односно наменета за одредена возраст? Да, се разбира, и возраста е еден од факторите кој што игра важна улога во изборот на литературата за деца. Како што рековте, кога додека се помалечки, еве од
по нивното раѓање, па и до втората, третата година од нивниот живот. Треба да се бираат сликовници кои што се пред се од поиздржлив материјал, полесни за маневрирање, значи во не толку големи во димензии, меѓутоа да не се повредат и да не се повредат, да, значи да се лесни материјали кои што нема брзо да се уништат од страна на децата при нивно маневрирање. Меѓутоа, значи ќе бидат со јаки бои, интересни илустрации, може да имаат и звуци, денес имаме нели и звучни сликовници, тие се доста интересни за дечињата, за да го задржат нивното внимание. Како поминува времето, како децата растат, како тие прозборуваат и нивниот фонд на зборови се зголемува, така родителот треба да бира што повеќе сликовници со повеќе текст, се разбира тука се и илустрациите кои што го надополнуваат текстот и развиваат имагинацијата кај децата, меѓутоа тука веќе можеме да бидеме поамбициозни и во изборот на сликовници со повеќе текст. Значи секој пат додека родителот чита со детето, треба да зборуваме за дечиња кои што се уште се нели на таа возраст каде што не се описменети, не можат сами да читаат, меѓутоа родителот е добро додека заедно поминуваат време читајки, да ги покажува зборовите од текстот додека го читат текстот, за да детето малку по малку почнува да ги препознава буквите, понатаму и зборовите и всушност да ги поврзува одредените гласови со нивните знаци, буквите во сликовницата. Денеска ќе зборуваме за Facebook кампањата за здрави читачки навики, која што стартуваше од 1 декември, ќе се одвива до 15 овој месец. Може ли нешто подетелно околу оваа кампања да ни кажете? Како планирате да ги зголемите читачките навики кај најмладата публика? Така, освен значи она што ја спомнав студијата за процена на рана јазична математичка писменост, во рамки на проектот Наусејт со читање до лидерство што нашата фондација го спроведува од 2013 година навака, сега веќе значи во соработка со сите основни училишта во Република Македонија и Министерството за образование и наука, ние имаме и голем број на други активности, а нашата најнова активност е кампањата за здрави читачки навики, која што се одвива на Facebook, на социјалните мрежи. Таа се одвива на социјалните мрежи, започна официјално на 1 декември, еве сега сме тука да ја промовираме, со тоа што ќе се обидеме да допреме до родителите, до останатите членови од семејството. Кога велам останатите членови од семејството, мислам на бабите, дедовци, останатите внуците многу време поминуваат со бабите, со дедовците, така што е ова важно и за нив. Да, важно е и тие да ги и до нив да стигнат сите овие совети, така што всушност нашата публика е доста широка, сите ние имаме во нашето потесно или пошироко окружување некое детенце кое што е на помала или поголема возраст, а нели се е всушност сега во фазата на описменување или пак во фазата на рано образование. Така што секојдневно во рамки на оваа кампања за здрави читачки навики ќе споделуваме на официјалната Facebook страна на USAID Македонија и на фондацијата Чекор по Чекор, ќе споделуваме совети за како и зошто тие треба да читаат и да учат математика на еден забавен начин. Така. А во рамки на истата од наредната недела ќе отвориме и повик, предизвик повик, секој кој што ќе сподели фотографија како чита со своето дете, ќе го наградиме со сликовница. Одлично, ние ќе ги наградиме гледачите со некоја сликовница. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Јавете се и ќе добиете сликовница која што е дел од вашата програма, односно односно вашата фондација има направено селекција на интересни приказни и ги има испечатено. Кога ќе се јават гледачите ќе објасниме подетелно за што се работи. Инаку доктор Читко се е наречена маскотата, односно херојот на оваа Facebook кампања. Тој всушност ќе споделува совети поврзани со читањето. Првиот совет е читањето 20 минути дневно со вашето дете ќе зацврсти врската меѓу вас, која е денешната порака, односно денешниот совет. Така, денес ќе ги советуваме зошто треба да создадат катче за читање во домот. Така. Зошто секој дом качеве, тука јас можам да видам дека има и многу материјали на кои што има читачки дневник. Значи читачки дневник тука веројатно може да ги следат насловите на литературата која што е. Ова се дел од материјалите кои што ние ги создаваме и ги споделуваме со родителите, бидејќи во рамки на проектот Наусејт со читање до лидерство, освен што имаме значи обуки за наставниот кадар од училиштата, како да се стекнат со интересни техники за да ги подучуваат дечињата учење, читање и математика во училницата. Правиме и креативни работилници со родители, каде родителите и наставниците заедно соработуваат за да стекнат
техники за изработка на сликовници, кои што понатаму можат родителите да ги применуваат во домот. Така. Интересни техники како да читаат со дечињата, на што да внимаваат додека читаат и како да ги подучуваат на интересен начин математика. Така што како дел од тие работилници произлегува и овие материјали. Така, кои што се многу корисни, еве, гледачите кои што се веќе на линија не чекат, покрај сликовница ќе може да добијат и дел од овој корисен материјал и да го употребат. Добар ден, повелете кој се јавува? Добар ден. Добар ден, кој се јавува? Катерина од Скопје. Така, Катерина, дали вие имате дете, дали читате со вашето дете? Да, имам 4-годишна кирка и мало бебенце. Так, претпоставувам дека се успивате навечер со читање. Како изгледа едно ваше секојдневие? Секако претежно навечер, Така. без пиење, но Така. некогаш и во текот на денот, зависи од дали детето сака, но многу сака да читам приказки. Така. Тоа е една одлична рутина, детето да се успие со некоја приказна. Вие ќе добиете, еве можете вие да направите селекција што ќе добие нашата гледачка денеска. Слободно, еве, тука имаме неколку различни наслови на сликовници кои што ги донесовме. Волшебната фотелја. Дали може оваа сликовница за вас? И Може. секако материјал зошто и како да читаме сликовници, како и еден читачки дневник, можете да ги оставите податоците во режија и секако поминете во телевизија Телма и можете да си ја подигнете вашата награда. Ви благодарам што се јавивте. Споменавте и дека децата треба да прочитаат многу приказни пред да појдат на училиште. Какво е тоа правило? 1000 приказни. Така, да, има една интересна иницијатива во Америка, таа е наречена 1000 приказни пред да тргнеме во училиште. И тука всушност не станува збор само за прочитани приказни, туку и бабите и дедовците можат да раскажуваат разни приказни кои што на нив им биле читани или кажувани кога тие биле деца. Меѓутоа многу е важно, како што рековме, од повеќе причини. Да поминуваме повеќе време со нашето дете преку читање или раскажување на приказни. Да го поттикнуваме и тоа да одговара на наши разни прашања во врска со приказната, да не биде само тоа едно обично препрочитување 5-10 минутно на приказната, туку да се задржиме, да го прашуваме зошто ова мислиш дека се случи? Што сметаш дека ќе се случи понатаму? Што би направил ти кога би бил на местото на главниот јунак во приказната? И така натаму, буквално да го внесеме во таа приказна, да детето почне и да размислува повеќе критички, да се развива неговата имагинација, да се развива неговиот говор, вештината за раскажување, за прераскажување и така натаму. Така што во исто време со 20 минути читање на ден добиваме голем број на различни придобивки и подобрување кај децата. Така. А вие имавте една кампања исто така, библиотека на тркала. Што опфаќаше таа? Така, во рамки на проектот Нусаид со читање до лидерство, уште од 2013 година развиваме разни интересни иницијативи. Меѓу другото, имаме библиотека на тркала која што представува подвижна библиотека, Комбе, која што е всушност целата негова внатрешност е пренамената во библиотека, каде што има интересен интериер, избор на голем број на детска литература, сликовници, детски енциклопедии, ТВ приемник каде што следиме и аудио-дигитални сликовници, и оваа библиотека веќе трета година патува низ нашата земја и посетува различни локации, тоа најчесто се училишните дворови на оддалечени рурални планински училишта, бидејќи сакаме да стигнеме и предност им даваме на училишните и локални заедници кои што немаат библиотека во самата заедница, па да им однесеме и радост и материјали за читање на тие дечиња. Прекрасно. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, дали се слушаме? Риже, дали се уште го имаме гледачот на линија? Не можеме да го вклучиме. Кажете ми на кој начин ја направивте селекцијата на сликовниците? Еве, споменав дека овие сликовници, вие сте ги селектирале насловите и содржините. На кој начин беше направена? Како е изведена? Така, во рамки на истиот овој проект ние одбравме и отпечативме 20 наслови сликовници на македонски и на албански, а сега и на турски јазик, наставен јазик. Значи, отпечатени се на македонски и на албански, минатата година веќе се дистрибуирани до сите основни училишта во државата и до сите училишни и локални градски јавни библиотеки. Така што еве еден апел и една покана до родителите или да се договорат со наставниците од оделенска настава и за оние
оние кои што се родители на помали дечиња, слободно можат да појдат до јавна библиотека која што е најблиску до нив и од таму да ги позајмат овие наслови кои што се дел од нашата библиотека, пакет на сликовници. Инаку, при изборот на 20 наслови, всушност ние избиравме од еден поширок круг на наслови, избор на наслови на сликовници, бидејќи Фондацијата Чекор по Чекор Македонија е дел од поширока асоциација Чекор по Чекор, во која што членуваат организации од голем број на земји во светот и пред неколку години во рамки на истата таа асоциација имаше отворен повик за автори на сликовници, илустратори од целиот свет. Се создадоа голем број на интересни приказни, а ние за потребите на овој проект го направивме потесниот избор од 20 наслови кои што сметавме дека се најинтересни и најрелевантни за нашата публика во Република Македонија. И тоа се наслови кои што опфаќаат најразлични теми, значи теми на социјална инклузија, семејство, пријатели, различни земји и култури и така натаму. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, на телефон гледачка од Тетово. Така? Имам мало бебенце од 2 месеци. Веќе почнавме да читаме некои сликовници од моето детство што ми ги читале. Так. Би сакал да добијам некоја сликовница да богатиме библиотеката. Така, секако. Тажниот клован е една одлична приказна во која што верувам дека ќе ужива вашето дете кое ќе потпорасне, а сега ќе биде одлично за да се развива неговиот јазично говорен систем. Исто така ќе добиете дел од материјалите кои што се поврзани со начинот на читање, ќе добиете многу корисни совети како да изработите сликовница. Ви благодарам што се јавивте, само ставите ги податоците во режијата и дали имаме уште еден гледач на линија? Се извинувам, дали имаме уште еден гледач на линија? Немаме, добро, значи сега ќе привршуваме. Ви благодарам што бевте дел од 0M+. Се надевам дека ќе спроведете уште низа успешни кампањи, дека ќе имате многу посетители на Facebook страницата со доктор Читко. Ви благодарам и на вас на поканата уште еднаш и се гледаме за да ги најавиме нашите наредни активности. Так, следни проекти. Се гледаме.